Јас многу те сакам. Ти не грижи се, ќерко. Татко ти се ке среди. Јас не сакам да го родам детево. Немој. Уште една шово да не го слушнам. Брат, дознали нешто од Инџи? Дознав. Ќе го донесе ли Фелер? Не, бе, мати. Се откажав од Инџи. Ке најдам друг начин. Зошто така, брат? Бремена е. Нема маж од кого е бремена. Од кого сака некај, што не е гајле, брат? Ние да стасаме до Фелер, па ако сака Инџи, нека се замине. Во стомакот има дете. Брат, ако е месец-два, на тоа не треба да му кажеме дете. Моje дете, ме мати. Како твое дете? Така вели. Детето од тебе вели. Меѓу тебе и Инџи имаше нешто? Ако само се поздравувавме, немаше тоа да го каже. Опа! И откаде да знаеме дека детето е наше? Ме мати, такво нешто кажав. Се каам што го кажав. И што ќе правиш? Ќе се ожениш ли со Инџи? Какво женење? А детето? Ќе го обортирате ли? Откаде знам јас, ме мати? Брат, ова со детево не ги мати работите, а? Ако уште еднаш бидам близок, потсети ме. Ако знам дека си се сближил, секако. Се извинувам. Види, на време да ти кажам, биди далеко од обвинителката. Може. Од една страна детето е добра работа, брат. Што не е гајле како станало, од каде станало. И внук на татаролу и твој син. Таткосвото на време се доаѓа. Од каде знаеш дека е машко? Сигурно е машко. Ти со ќерките заврши. Од сега, колку да имаш, сите машки ќе бидат. Те бара дедо ти. Брат, замирас најмалку Фелер, побарај го дедо ти. Повелете, господине Давуд. Слободен сум. Итно е. Ако одите дома да дојдам кај вас. Ајде да направиме убав тост како што го прави баба ти во разни форми. Можеме да го поделиме, рече таткото. Ми се спие. Ама ти кажувам приказна, не заспивај. Тато да дојде. Штом заврши приказната, ќе дојде. Малите пајчиња рекоа дека се многу гладни. Тогаш што велите за еден убав тост? И можеме да го поделиме на разни парчиња, им рече. Тогаш таткото рече заедно ќе јадеме сите. Спие. Се и најдеше, не го побара Полат. Рече Полат не ми е татко. Да ја легнам сега. Аупа. Ајде душ. Ајде.
Ништо не прашувам и ти ништо не ме кажува и не сакам да знам. Па јас па како да ќе ти кажам. Женска, ама ти личи. Не ја должи да работава со Полат. Од тебе подобра не може да најде. И ти веднаш ќе направиш едно браќе. Ох, убавина. Одма ја реши работава и ме омажи, нели? Еве и ти најди некого и омажи се, па децава ќе имаат братучети. Женска, малку ли се трудев и што да права, машките бегаат од мене. Па избери некого од луѓето на Пола, што се тие не се плашат и нема ни да избегаат од тебе. Не сака мафија. А зошто ја што земам? Ти го сакаш. И твојот не е мафија, државен човек е. Само да знаеш. Ако Полат рече ајде да се земеме, ќе одбиеш? Ти ќе ги апсиш луѓево, како ќе каже да се земеме, боже, боже. Добро, јас средив таа работа. За твојата среќа, ако треба, јас ќе се жртвувам. Полат со тебе ли се договори за да ми се одземе зборот? Женска, зошто да ти го одземе зборот, ако ти погледне во очите, јасно е. И детето уште од сега во скут ти го предал. Те испробува дали од тебе може да биде мајка. Наместо со мене да зборуваш, оди со Полат зборувај. Човекот се посветил на детето. Какво женење, каква љубов жити Бога те молам. Ти затоа не сакаш. Дали ме сака мене заради мене? Да не ме сака како мајка на детето, велиш? Јас толку многу го сакам Полат, што цел живот ќе му го гледам детето. Нема потреба да се жени со мене, ниту да ми биде дечко. Тој е мој другар, да знаеш. Како си, Пери? Добра сум, бате, а ти добро ли си? Фала, Пери. Господин Дауд што прави? Тебе те чека. Душо, да ви донесам нешто? Ќе се напиете нешто? Благодарам многу. Благодариме. Сте зборувале со Инчи? Да, зборувавме. Сте сакале да го фатите Фелер? Што ми ја разбрав состојбата, се откажав. Јас ќе ти го дадам Фелер. Како ќе го дадеш? Ќе го седнам на иста маса со тебе. Нема да дојде. Ако дозна дека си му татко на мојот нук, ќе дојде. Ќе му раскажам се за оваа состојба. Помеѓу вас да има мир, дека за тој мир јас сум посредник и дека ти нема да правиш проблеми со американските интереси. Ќе гарантирам и ќе успеам да ве седнам. Животот на вашата ќерка и вашиот живот ќе биде во опасност. Се додека Фелер е жив, истата опасност се надвива. Од тебе сакам нешто. Да се ожени со ќерка ми, дали ќе се разберете или нема, тоа со време ќе се видите. Откако ќе се роди детето, ако не можете да се разберете, ќе се развеете. Ама јас не би сакал внук ми да биде без татко. И ти имаш една ќерка. Можеш да ме разбереш. Кој е? Пица, Имате грешка, ништо не нарачав. пица. Тато? Изеди ја пицата. И за 2 сата дојди таму кај што ти ја напишано. Пораката запали ја. Затоа што татко ми сака ќе се жени со мене. Од ова подоле не може да спаднам сигурно. Ти го сакаш или не го сакаш Полат? Ова не ти. Би сакала Полат да ме праша и става работа. Полат кој не може да биде под контрола, ова е единствениот начин да биде под контрола.
Оваа држава има многу зашеметени синови како тебе. Ја заразивте. Ја скапавте. 1000 пати ја убивте оваа држава. Ако ние сме убиле, ние ќе оживееме. Фелер ке дошол Да. кај вас дома на ручек. Ке имате проблеми штом ке го убијам во вашиот дом. Можеш и во мојот дом да го убиеш. Ако телото не се појави на виделина, за мене нема проблем. Овој отров е многу јак отров. Утре вечер. Долина на волците во 22 часот.